sluči koga daje, može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema, što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, darba treba gore mene, samo umo sam mi leta. Jaz ti sum roden baksus, od nebo pada za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke patam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ma život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smeti dževotenog, što li prvo da se plati, daj mi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj v lice, ke ti plesne, ovoj svet govrti para. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padna za vreme, toj srci tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke patam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Ja sam Živko, a ovo je Mate Boško. Ja sam Sotir. Ova rumena. Kako Zeto? Sluša? Ako ne sluša, trgajte go za uši, ke prosluša. Umen čovjek je toj. Sluša. A vi od kada se znajete su Zetot? Amam bre, svake bre, pa nije sme naši. Dupenci. Stračkovski. Той сум, да. Вие сте майката на Милка. Da su. Što makate to dnes? Milka ne je tuka? Па да, знам. Gospin? Драгомир Страчковски. Да. Димитър. Аха. Си имам мака. Ono je gore se gleda i se zapišu. I ćori sakat, to ne normalno. Da varaš po mestata. Samo ono je gore idi koji drug. Ajde, drobi. Samo ti drobi. Ama, го паметваш ли Сивче? Болот на тате. А? И Сивче не влегуваше в бразда. Арно, ама тате взема един камен. Так, порок му го скърши рогот и си влезе. Го паметваш Сивчета? Що ви треба? Мене работа ми треба. Работа. Па, не ли работевте овде? Работа. Не ви беше убаво? Ти заминавте? И пак тор път нема. А вие? Jaz upravljam društvo. Jaz se brzam. Ovde počnem da pijam. Ovde počnem da pijam. Ке бидам директен. Пеевте да. Работевте да. Изигрувавте голема газдарица да. Беше, бе. Живеевте со татко ми да. И
И? Епа толку. Што ти е тебе нормално? Ури, Јорок играш. Ајде. Јас на колена пред тебе. Леле, Блашко. Што Блашко? Леле. Што Блашко, што? Така, тргај, ајде посудно, мачки, ајде бикче. Абе, не можам да издржам, бе, не можам, бе, ова ме коле мене, ова, ја, роден сум, јас сум мана, сум роден, бе. Да, каква мана, бе, знам дека немаш мана, предојди ваму. Благе, сакаш да ти фатам пеперутка? Сакаш? Вчера пак си бил со неа. Со која? Абе и го знам, парфемот. Ти затоа ме донесе овде во паркот? Ти треба уште зеленило, уште физкултура и тогаш со гаранција ќе ги заборавиш сите Клауди, сите Менчиња, сите Татјанчиња. Се собра мајката. Да не мислиш во Кривогаштани да останеш 2 години, а? Зборуваш глупости. Јас зборувам глупост. Внимавај како се изразуваш, еј. Како сакам, така. Да знаеш дека во последно време си неподнослива. Сум. И безобразна. И тоа. Па се собра мајката, се. Циркузот со тати и мама заврши. Татичко, се сеќаваш кога бевме малечки со дада, кога не однесовте во Тешево со мамичка? На плажа ти со гитара ние правевме бунар во песокот. Ти свиреше на гитара и почнавте да пеете со мама, па се собраа многу луѓе како на концерт на отворено. Се сеќавам, како не се сеќавам. Како те викаше тато тогаш, а? Жапче. Жапче на тато. А Благето го викав Врапче на тато. И тато си имаше и Жапче и Врапче. Многу бевте убави, и ти и мамичка. Што пееша? Знам, Том Джонс. И како се палеа луѓето на Дилајла. Блаже, оди види што стори детето, уште спие. Не знам мама дали се сеќава, ма јас имав некаде околу 7 години, така некако. И бевме в село и се шетавме заедно со мама и кога одеднаш се појави еден голем пес. Огромен. Леле, кога прсна мама да бега, леле, а јас останав така, скаменета цела. И дојде песот до мене и почна да ми ги лиже рачињата и почна да мрда со папчето. И отпосле видовме дека песот бил наш, на деда. Да, еден сив, огромен пес. А после го носевме на езеро, па го бањавме со шампони. Бурго мој. Бе, дали сте расположени за една песна, а? И како не сме? Слушај, ако ми ја погодиш, утре честам дебело. И дебело. Значи, македонска куќа, кркајне, селско месо, лепче, топло, мака и уживај. Лепна се
Kostarika, bе. Ej, mamička. Oj, tato Spase. Ale Milče, što ti je tebe? Posledno vreme počna da spiješ nekako nemirno. A ti gajle nemaš. Blaze si ti. Od rabota izmore sam, zato rabota mnogo, luđe malko. Pa ne li zeto ti je tamo, ne li toj ke ti pomagaš? Abi kako zete, to je ušte uči, ke mi pomaga toj mene. Tuku što praje s onih dvajca, no. Ti je, ne znam što da pravam s onih. Ni se truposa, a ber nema da si oda. A ber, neke 2 nedeli se storije. Bе, ne možem da ги гледам повеќе. Ги виде вчера. Току што да видиш, ти не си тука, си имаш работа. Да ги видам и што? Што? Е. По цел ден се бацуваат, си го гуткат, ми се лоши од них. А ајде, што зборуваш? Пред тебе? Пред мене? Гајле немаат. Она светиштено се облекло во едно продирно такво, го налегнала, Господа те чува од полоша. Ау, Костарика ги има збрлаено, Костарика. Јас да ти кажам. Па тој нели е посериозен човек да му се... Ајде бре, исти се и двајцата. Не ми се оди во дневнана, ако станало. И сега, што да правиме ние овдека? Ќе седиме како глупци, а? Па нема и куќа од половина милион марки и спокоен живот. Абе, шо куќа од половина милион марки? Нека одат, нека се преселат на млагето, станот е празен. Па оди, речи им. Море! Убајни, бе, убајни. Станале глупчињата, ајде. Стана. Така. Знаете, господине Живко. Кажи, Спасе. Се чувствуваме прекрасно. Така ми ката. Уште кафенце да имаше. Да, бе, свате, уште едно кафенце. Бе, свате, кафенце, нема проблем за кафенце. Милче, направи 2 кафиња за гулапчињава и клајмо помалку синкамен. За мене без. Мене со 2 лажичиња. До. Убаво. Значи, свате, откако сме вратени, многу сме активни. Машала. Ама и многу заљубени. До надвор се спуша. Да. Не можев да помислам дека во очи се чувствувам. Јас исто сваќе да ти кажам вака кај што ве гледам, гушнати се љубите. Некако од петици ме право у мозок нешто ме удира, ми се палит, ама јас го гаснам. И се чувствувам така среќен се чувствувам и да ви трае ова подолго. Долго, многу. Господине Живко, да, во последно време се чувствувам многу активен. Опа! Како сите вулкани да ми се разбудиат. Терам и по 3 пати. Не претерувај, свате, претерува. Сваќе убајни до 3 пати, Абе, шо му направи ова Костарика, бе, на овај народ, бе. Еве ви кафе. Како спиевте, а? Спиевме? Драга моја, то не е време за спиење. Сваќе претерува. Вие и сватот, машала, многу убаво ми изгледате. Многу убаво. Благодарам. Сношти размислував. Што ке беше со мене, ако не ја сретнев Мартичка моја, И што ке беше со мене, ако не ве запознаев вас. Неизберно сум среќен и многу сум задоволен. Господине Костарика, знаете, ние, јас и Милка... Зошто се измачуваме? Зошто се измачуваме? Спасе. Мартичке, дозволи. Прашањето е едноставно. Ние сме овде веќе 2 недели и до кога мислиме да останеме? Не. Ние... До кога? Сакате малку неизвестност? Не сакаме сега да... Амам, бе, Костарика се. Не е време за вакви муабети. Вчера си купив прекрасен... Ние решивме
овде да останеме за секогаш. Знаете, а за вас има две решения. Едното е да појдете во станот на благето, или пак да се населите сите во мојата голема куќа. Мојата? На вашиот зет. Да, на син ми. Се договоривме со Милка нешто за пазарав за појадок. Пица, бурек, некој геврек. Костарика? Опа! Само уште ти ми палеше. Да. Него да си ми рекла сва. Зашто ќе те... Во погрешно време се појавив, така? Токму така. А и не сум расположен за разговор, а уште помалку за делени совети на некакви кривогаштански моцли. Разбра? Чичко Живко. Чичко ќе му викаш на драги копачот. Мене ќе ми се обраќаш со господине Живко. Го напуштив, драги. Да не треба да удрам печат? Ако требаше да удриш, ќе удреше на времето. А не да се мачам со еден ненормален, со... Тешко ми е, помогни ми. Да ти помогнам? Мам бе, сега овде ме најде? Унижи, партал го направи. А детето, Марикук? Детето? Го оставив кај моите в село. Убаво. И која е твојата следна дестинација? Ако не ме прибери сватот Живко, на улица. Да те прибери сватот Живко? А знаеш ли дека и сватот Живко е на улица? Мислев пак да фатам Дженем. Ама жал ми е за детето. А си имам еден во Германија. Ке експлодирам, значи. Абе, на детето мајка ти не може да му биде мајка, Знам. Па, почни пак да му се лигавиш. На лигавење, драги, паѓа како покосен. И држи се за драги. Само тој може да те трпи. Будалетинка беше, будалетинка остана. Со се куфери. Назад рикверц? Ако де, не ти е прв пат. Ајде. Бриши. Останувам твоја сваќа. Свате Живко. Татко ми секој ден поминува од работа, право тука. Многу ми е променет. Многу е сериозен. Да, и дома е чуден. Прави салати, прави ручек, да бриши, мести. Све, ако сум заспал и сум задрмал, сум се открил, па доаѓам, ме покрива пак. Татко ми од секогаш бил тако. Па, се изназборевме за татковците, А за работата? Да, за работата. Епа... Припаќам. Леле! Да. Навистина. Леле, колко ми го направи кефот, супер. Баш ми треба човек како тебе. Сакаш да зборуваме за платата? Нема потреба. Прво да ја почувствувам работата, па после. Види, се што е од музика, од настапи, промоции, такви работи, се ти оставам на тебе, нема да оставам никој да ти се меша. Во ред. Изливуваш со мене? Да. Тоа, ние отидовме. Одете, тука е тато. Добар ден. Добар ден. И денес си овда? Тука. Ги видов децата. Владко ја вработил Сузи? Ништо не ми кажа. Ако нека се помагаат. Како е Здравко? Го испратив насел. Преку глава ми ја со тој ранчо. Се преселив кај Владко. Знам. Има нешто што не знаеш? Александар многу се фалеше од тоа. Вели, тато цела ноќ ми раскажува приказки. Некои што останале во главата од баба ми. Право да ти кажам, се прибраа децата. Некако се смирија и исчезна нервозата.
Да. И јас престанав да правам глупости. Да? Да. Поубаво ми е со децата. А и ти можеш да се одмориш сега, малку да му помогнеш на американецот. Тешко му е. Ете, не можел да најде магариња за ранчо. Аман бе, Бошко. Немој така. Јас не знам дали некои работи не ги гледаш или не сакаш да ги видиш. Здравко, како да ти објаснам? Дечкат, но? Толку беше го отпише. Го избрише со гумче. И те прошета во Америка, го врати тука, му го натовари ранчот по глава. И са нечини. На некои работи сепак можеш малку поинаку да гледаш. Гледам јас, ама Дупени не е Холивуд. И нивата под Падарици не е место за родео. Ана, кога ќе се фатиш за некоја работа, држи се до крај. Зошто толку омраза, бе, Бошко? Зошто толку револ? Добро, човечки е да сгрешиш, еве признавам. Може би сум била безобразна, сум те навредувала, ама зошто креваш толкав зид? Зошто не дозволуваш да ти се приближи човек? Се попарив на млекото, сега и на моштеницата ќе добам. Браво ти се. Да ви кажам нешто. Наставничката пред сите ме пофали. Браво. Ако? Сум бил најдобар по математика и ќе одам на натурен во Кочани. Ај, знаеш ја, тато. Знаеш што си ти? Ти си сонце на тато. И што сакаш сега тато да ти купи за Јас, тоа? посак, јас. Јас ке погаѓам. Сака баскет. Нови патики. Тие што ги гледав. Колку беа? Па, беа многу. Многу? Сега ќе одиме да ги купиме. Сега веднаш. А мама? Мама ќе остане тука и после ќе одиме на италијанска храна. Ајде. Се вратив. Печичко драги. Ама сега Чичко драги си заминува. А има и каде. Да не сакаш да ти кажа? Избрзав. Глупачка сум, коза сум, избрзав. Наеднаш ги заборави сите навреди, сите курназења. Ма, ништо како да ми пукна пред очи, како да прогледав. Тебе ти пукна пред очи, а мене ми пукна филмот. Што? Што е сега? Наместо јас да плачам, ти почна. Сакам. Ми требаш. Ако не ме гушнеш сега, веднаш ке умрам. Да те гушнам? Да. Не, ти не си со сите. Тебе ти фали еден кубик штици, да знаеш. Нормална сум и ми треба. Ако не ме гушнеш, барем допри ме. А што ме правиш сега вака, ти се молам, ајде. Сакам да те заспевам на рачето. Ама, Лиле Злато, јас тргнувам, заминувам. Злато ми кажа. Да, јас имам други планови. Одам. Молчи, Чичко, драги, молчи. Еве молчам. Како ми билеше ти? Да ти го буби Чичо носето, да ти го буби Чичо устето. Лиленце мое. И? Од каде ќе почнеме, од носето? Од носето? Да. Се извинам, слободно ми? Молам? Јас сум Берта. Бебе? Берта. Верувам ваша една колешка. Нова специализантка.
Страчковски од одделението за травматологија. Страчковски. Ова колешкиве многу ми се дигнати? Да. Јас не искам да се чувствам отфрлена и осамена, па дојдов да учам. Кај го? Видете, јас сум сега под, како да ви кажам, специјален третман. Не сум добар со нервите. Да? Ау. Ама вие се шегувате, а? Не, интензивно се лечам. Го знам лекот за вашата болест. И вие паќате подмишка? Да, и ние паќаме подмишка, ако треба. Колега... Страчковски. Да, Страчковски. Вие некако не ми личите на Страчковски. Ми личите на... Кажи го да е... На лав. Пристојна грива, крената опашка и дебела сенка. Така? Ама ви недостигне уште нешто. Што? Лавица. Запалка. Да бе, запалка, како не ми текна? Браво, Живко. Денеска се чувствувам прекрасно. Нешто како да ми падна од срцето. Благе. Знаеш како ми доаѓа? Не знам. Една сила ко за летање. Ама летниде? Без тебе и без Живка како? Да. Да ти кажам право, Блаже, ми се исплатија сите мои напори за да те доведам во ред. Многу сум задоволна од твоето однесување. А јас се си мислам, зошто мене Благето ме носи секоја сабота и недела во парк? Зошто де? За да ми биде убаво. Зошто ме терапа да трчам по топката и да гледам во тревата? Зошто де? За да ми биде уште поубаво. Абе, Блаже, ми тоа ти е еден вид тренинг. Сега си ти, да речеме, истрениран, да не се залетуваш многу па разноразни касиерки, продавачки, истрачки и така натаму и така натаму. Да, ама и ти си истренирана. Да. Препознаваш парфеми на 100 метри. Да, сум. Да. Стрикористо. Чичеристе. Дојди, мамино. О, Благето. Здраво, Стрикористо, како си? Здраво, бе, здраво, Благе, здраво, зече. Како се беше, брајте? Еј, бе, јунак на тело, ево. Опа! Дај на мама топката. Дај. Кој си бе ти? Дарко Панчев. Дарко Панчев, фудбалер на дедо, ќе видиш. Трина Веса, каде ти? Веса, тука, мислам, на фризер. Аха. Прави фризура, менува нов ими сега. Направи Веса. Абе, чичеристе, бе, кој е ко тебе? Си се дотера, си се шеташ? Абе, така, шетам. По паркот, знаеш како зелено гледам трева. Некој пиленце шатче паче, така. Некој пауница, да видиш. Пауница. Чичеристе. Што е фудбал? Сега? Каде бе сега вака со машна ти играм фудбал? Утре. Утре јас сега брзам да пукне, дај. Девојчињата да не се тука некаде? Тука се бе, со Веса се таму во... И тие нешто си пратат, да. А и тие се на фризера? Ај. Брзам, ајде. Ајде, ке се видиме. Така мафни му на дедо. Леле, Соње, срцето ми застане, му уплаши, ми испаѓа од памет, Соње. Навистина? Навистина. Молам, извини. Ох, леле. Нема многу време. Брзам. Ова е за тебе. Соње, дај да те бацам еднаш. Овде ли сте? Па овде шо? Овде. Добро, ама само еднаш. Еднаш.
Штубо ми дојде. Ристе, ти знаеш дека јас сум жена со 2 деца. Прибрана домакинка. Ти Можеш да прашаш на пазар која е најприбрана и најдомакинка. Прашај само. Не бе, знам, бе, Сонје, знам. Не знам. Ама се залюби, Ристе. И што вам тешко ми е? Мене ми е исто така тешко, Сонје, и јас не можам, и јас се заљубим. Дај да те бацам уште еднаш. Само уште сега. Уште сега. Леле, Штубо ми дојде. Не се согласувам. Не сум јас од тие што бараат разводи. Не телефонирам. Ама само едно те молам. Кај? Барем еднаш во 2 недели да те видам. Не барам многу од тебе, нели? Не бе, Сонје, не бе, како и јас исто така. Ти, јас, многу ми го правиш кефо, ми ги најде слабите точки што се вели. Јас не можам без тебе, Сонје. Ама знаеш како сега мислам ова? Овој... Риста... Сакаш да ме бакнеш уште еднаш? Морам да одам, морам, Ристе, морам да одам, брзам за напазар. Сонје, ќе те барам. Леле, ова ќе биде трагична љубов. Полошо од Ромео и Јулија. Знајке, дојде? Да, дојде. Убаво, добро. Еве овие документиве на Бошко ќе му ги предадеш. Таму како одат работите? Добро е, се е во ред? Се е под контрола. Така. Оде те прашам нешто. Прашај. Бошко многу е изменет. О, на мравка не гази. Виж како станал сериозен. Знајке, се менуваат работите, не треба многу да се лета. Од кога го пушти, кај нас работите се сменија. Нема доцнење, нема шетање, нема капиња. Абе, погончето работи, супер. А со братот, погончето, како меѓу вас работи? И шо сега? Со братот, од кога го удрив со чеканот по глава... Ама, со те чеканот? То се случи. Да. Многу ме тормози. Еве, срам, не срам, ке ти кажа. Што се? Не спие со мене 2 недели. Ако де голема работа сега, не спие. Ајде да ги завршуваме работи. Шо е сега? Живче, Што? деверче му е златно. Кажи, знај. Викни го, искарај го. Аман со то викај не без знајке. Ќе го викна, добро. Целата сум сина. Сина? Нема чувство кога мала не гледа кај мала. Еве да ти покажам. Добро се. Добро. Како нема да видиш. Абе, шо да видам, синејци, добро. Викни го. Ќе го викнам, чу. Добро. Ајде, да и вршиме работи. Чао. Довидување. Ќе ме умрат овие. Добре. Билче, ти? Па јас. Живко. Нешто се случило? Што е работала? Дома. Живко, каде да одиме, каде да се пикнеме? Да не умре Костарика. Тој да умре. Бе се будам са бајле и што да видам? Полна куќа мајстори. Од кај на мајка му мајстори? Шо праве? Марта, сваќата и господинот Костарика... Абе, тие се ненормални. Комплетно ќе го реновирале станот. Живко, станот е наш и никаде не сакам да одам. Кажуве што да правиме. Што? Па тргнуве со мене и да... Косторите уште се дома? Ги избркав. Абе, никој ум не ме фаќа, ке направам некоја глупост без. Илче, не знам, нешто ќе се случи. Јас одам на работа, а ти прави што ќе правиш. Милче! Абе, добро, бате Живко, поле, кротко, смири се, се ќе биде добро. Костарика, Скопје Париз, Костарика, Лондон, Скопје.
Ја зедов малку гитарата. Шо си се разрикал, бе, спасе, бе, каква костарика, бе. Абе, што ми ја гиваш гитарата, бе? Господине Живко. Бе, не да не ми ја чепкаш повеќе гитарава, јасно? Јасно, јасно. Господине Живко, каде е Марта? Отиде да ми купи јогурт. На диета сум, знаеш. На јогурт и на двопек. Так, убаво. А што било тоа овде? Некакви мајстори се шетали низ куќава како некое реновирање. Што е работа? Да, ама Милка твоја ги изборка. Ама, ние сме упорни. Така дојде. Види вака, а да ти кажам јас нешто вака очи во очи, може? Добро де, само без возбудување, мене тоа ми пречи на расположението. Абе, за овај стан ти знаеш ли колку си имаме измачено, што се имаме истргано за овај стан, јас и Милка, бе. Овај стан нас не значи се во животот. Ме разбираш? Не разбирам. Абе, твој проблем да не разбираш или не разбираш. Сега кој ќе се врати таа, твојата, Мартичурцурценценце... Мартичка, добро, да си ги соберите парталите и џом да ве нема од тука, да не ве видам пред очи. Свате, Кај си бе сваке, бе? ние еве со двопеците и со јогуртите. Ако, ние со нервозите и со глупостите. Види бе сваке. Да се соберете веднаш со парталите и да не остаете малку нормално да поживееме. Вакви зборови пред господинот Спасе, те молам, контролирај се. Јас да се контролирам? Еве бе, се исконтролирам. И? Смири се, Свате, смири се. Не е нож до коска, ке се договориме. Со кого бе да се договориме? Молам. Барам пауза од 2 минути за консултација. Свате. Ке си пееме, сваке. Ние гаеле. А консултациите завршија, демек? Нема, допрва почнуваат. Опа, допрва. Свате, Костарика не ќе ни да чуе за исцелување од овде. Нема тој по никоја цена. Абе, добро. Јас не знам кој ја смислил ова заебанција, ама кој е заебанција, нека е заебанција. Само сега едно ќе ти кажам. Сега ќе одам право кај него, ќе си го фатам за гуша и низ пенџер. Вап! Тоа, Свате. Токму тоа сакав и јас да ти кажам. Нема друго чаре, нема.